Секој автомобилски пазар има своји специфики. За жал, во Европа во последните 1,5 година се бележат негативни продажни резултати на автомобилите. Има место за оптимизам, бидејќи последните 3 месеци укажуваат на опоравување на овој пазар. Сепак, Европа важи за еден од најспецифичните и најпробирливите пазари во светот. Па затоа подготвивме еден прилог со кој ќе ви ги доближиме потребите, но и желбите на европските купувачи. Тоа не е се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ние на тест конечно ќе ви го прикажеме тестот на Ford Kuga. Одвоивме простор за ексклузивниот Ферари, наречен La Ferrari, кој ќе се произведе само во 499 примероци. За оние кои се љубители на овоземските автомобили, обезбедивме новости од таборот на Citroen, поточно за 3-цилиндерскиот ТХП мотор од 130 конски сили. Но тоа не е се што подготвивме во Автомагазин. Добар ден и уживајте во најновите вести од светот на 4 тркала. Кога на салонот во Женева во 1994 година Toyota го представи RAV4, сите оние кои професионално ги следаа настаните во автомобилската индустрија се прашуваа колку би бил успешен еден ваков урбан теренец. Со право, затоа што тој ниту изгледаше како теренец, ниту пак имаше теренски својства и покрај погонот на сите 4 тркала. Купувачите пак прашуваа друго, колку ќе чини и кога ќе може да го купат. Така, овој модел, иако не беше прв од ваков вид во автомобилската историја, стана синоним за компактните спортско корисни возила и во сите своји 4 генерации ги диктираше насоките во кои ќе се движат трендовите на пазарот. Иницијално замислен како имидж возило чие производство нема да носи профит, туку само ќе придонесе за подобрување на пазарната слика на компанијата, RAV4 многу брзо стана еден од носечките модели на марката. Најдобра илустрација за вербата во која ниту Toyota ја нема се планираните бројки за пласирање од скромни 4.500 возила месечно, кои само во првиот месец од продажбата нараснаа на 8.000. Единствен кој во него веруваше беше неговиот креатор, главниот инженер Масакацу Нонака, кој има признаено дека му било многу тешко да ги убеди челниците на својата компанија во исплатливоста за организирање производство на возило во класа која не постои. Тешко, но не и невозможно. Иако по појавувањето на првата студија во 1989 година, проектот едно време бил стопиран. За среќа на повеќе од 5 милиони купувачи за овие 2 децении, RAV4 сепак си го најде својот пат до нив. Традиционалните сваќања за теренските возила ги рушеше во секој поглед, со симпатичниот и нежен изглед, должината од само 3,7 метри, опременоста која кај патничките возила во најмногу со механичка концепција, бидејќи имаше самоносечка каросерија со независно ослонети тркала и попречно поставен мотор. Дека тоа беше вистинската формула за нов приот кон купувачите, сите сватија многу брзо, иако на конкурентите им требаше доста за да го сварат пионерскиот чекор на Toyota. А тие за тоа време изфрлаа генерација по генерација од RAV4, секоја понова, потренди и доволно поинтересна за да го привлече вниманието на пробирливите купувачи на возила од класата која всушност ја популаризираше. За овие 20 години RAV4 многу се промени, но едно остана исто. Секогаш беше пред соперничките модели и над очекувањата на купувачите од оваа класа теренски возила. Заради тоа и сите признаваат дека од 1994 година до сега Toyota секогаш ја имаше вистинската формула за RAV4. Ова возило е опремено со меѓународниот мотор на годината, а исто така и ова. Ford Focus со EcoBoost моторна технологија, повеќе километри со секоја капка гориво. Сега достапен со Ford Tax Free.
Новиот Аурис или новата Корола, различни, а сепак исти. Искористете ја можноста и одберете атрактивен модел со висок квалитет, одлична опременост и најдобра вредност за вашите пари. Сега за само 13.490 евра и подарок полн резервоар гориво од Лукойл. Разликата дефинитивно не е во цената. Не одете подалеку. Вашиот вистински избор е во Toyota. Always a better way. Mitsubishi ASX, богато опремен компактен кросовер, кој царува со градот и со природата. Искусете ја слободата на урбаниот теренец по цена на обичен автомобил. Семејството значи долг список на обврски и многу планови. Автомобилот ви нуди поголема организираност и комоција. NLB Leasing ви помага да го остварите недостижното на многу едноставен начин. Ново или половно возило, одлуката е ваша. NLB Leasing. Знам зошто. За разлика од бирањето животен сопатник, на сите нас при изборот на нов автомобил добро ни се отворени очите. Мериме, премеруваме, размислуваме, се премислуваме и таму некаде после кој знае колку варијации и комбинации одлучуваме. Секако главниот избор го правиме врз основа на она што го сакаме, но и деталите имаат голема улога во тоа. Јасно и зошто. Кефот нема цена, но автомобилите имаат и тоа најчесто поголема од онаа што можеме да ја платиме. Затоа и ни се битни некогаш дури и повеќе од љубов. А што сакаат европјаните? Оние кои имаат поголема слобода при изборот, овозможено од парите што им се на располагање. Продажните трендови во Европа покажуваат значителни разлики при изборот на нов автомобил. Секој човек е различен, но збирните податоци понекогаш укажуваат на интересни нешта кои на прв поглед не се забележуваат. Така, например, според анализите на Ford направени врз основа на лани продадените повеќе од половина милион возила во 22 европски земји, најбарани се белите автомобили за кои се одлучиле 23% од купувачите. Следи црната боја со 20% и сивата со 17%, додека сребрената, која е четврта на списокот, е преферирана опција за 14% европски купувачи. Најголеми љубители на белата боја се турците со 55% вакви испорачени возила. На британците најмногу им се допаѓаат црвените автомобили, романците ги сакаат сините, а норвежаните кафеави. Токму оваа боја заедно со портокаловата има забележено најголем пораст во Европа. Интересен е изборот на каросериски и моторни верзии, иако разликите од пазарот до пазар се драстични. Сепак на ниво на стариот континент, половината од сите купувачи се определуваат за хеджбек варијантите. Добри 35% за караваните, а останатите 15% за седан изведбите. Петвратните хеджбеци доминираат кај грците со дури 95%, а следат шпанците со 87% и британците со 83%. Караваните се најпрактична опција за данските купувачи, од кои 86% се одлучуваат за нив. Слично размислуваат и холандските и германските купувачи, додека лимузинските каросериски изведби се апсолутен избор на 84% од турските муштерии. Поголемиот дел од европските купувачи, поточно 58%, го сакаат мирисот на бензинот, а на 41% повеќе им се допаѓа дизелот. Русите, честите и финците не сакаат ни да слушнат за дизел, бидејќи таму повеќе од 90% од возилата се со бензински мотор, а за разлика пак од Турција, Италија и Португалија, каде дизел возилата имаат учество од 61 до 64%. Продажните трендови покажуваат дека во Европа помалку од 1% од купувачите се определуваат за алтернативни горива. Европјаните сакаат да имаат активна улога во возењето, за што сведочи бројката од 85% возила испорачани со мануелен менувач, при што водат холанѓаните, грците и пољаците, за кои мануелниот менувач е единствено што може да замисли. За разлика од нив, скоро половината руси се љубители на автоматиката. Собирањето дополнителна опрема возачите на стариот континент докажуваат дека сакаат и да уживаат во возењето, но секој на свој начин. На интересно парче технологија за германците е Active City Stop системот, кој е избор на 74% од нивните купувачи. Нешто помалку, 63% се одлучуваат за Active Park Assist технологијата, која овозможува возилото само да се паркира. Ова е интересно и за исто толкав процент швајцарци, 53% португалци и половината австрици.
помал дел од возачите своите возила ги опремуваат со пакети електронска помош за возење на автопат, како што се системите за детектирање возило во мртвите агли, за предупредување во случај на напуштање на лентата на возењето и слично. Но интересно е што 26% од норвешките купувачи се одлучуваат за нив, иако оваа голема земја има скромна автопатска мрежа од само 400 километри. За споредба, територијата на Германија, која е за 10% поголема, е испреплетена со скоро 13.000 километри автопатишта, но по нив возат само 14% од новите автомобили на Форд со вакви системи. Можеби објаснувањето лежи во мрзливоста на норвежаните, од кои 74% се одлучуваат на темпомат, но помрзливи од нив се финците и холанѓаните, кај кои оваа опција е вградена во 78%, односно 85% од лани продадените нови возила на оваа марка. Дека е така потврдува и бројката од 94% купувачи на Куга во земјата на лалињата, кои своите возила ги имаат опремено со hands-free систем за отворање на вратата од багажникот. Тука не запираат интересните факти за вкусовите на купувачите, кои понекогаш доста говорат за нивните навики. Еден таков пример е изборот на сончев покрив, за кој најмногу се одлучуваат оние кои немаат сонце во доволни количини. Повторно, норвежаните со 15% испорачани возила со оваа опција. Спротивно на нив, во сончевите Грција, Италија и Шпанија, само помеѓу 2 и 5% од возилата дозволуваат сончевите зраци да ја загреваат нивната внатрешност. Скоро исто толку малку возила во Турција, Грција и Шпанија, помеѓу 1 и 3%, имаат загревани седишта, кои пак се задолжителни за 99% од возилата кои се испорачуваат во Скандинавија. И за крај, податокот дека 73% од грците, 53% од шпанците и 35% од романците нарачуваат запалки за цигари. Европа е неверојатен микс на луѓе и менталитети кои, за да се задоволат, треба многу. Од оваа статистика може да заклучиме дека типичен избор за европејците е бел хеджбек со бензински мотор и мануелен менувач. За да се сменат овие, ајде да ги наречеме стереотипи, производителите се трудат да понудат што повеќе опции, како што нуди Форд во малата Фиеста, каде се добиваат 11.400 различни варијанти со комбинирање на сите можни опции. Секој собственик на автомобил сака токму неговиот мезимес на 4 тркала да биде секогаш чист. Никој не ја прави математиката колку во еден животен век на автомобилот собственикот одвојува за негово перење. Затоа Nissan во соработка со неколку хемиски компании развива боја која сама ќе се чисти, односно нема да дозволува нечистотијата да се таложи врз бојата на автомобилот. Но пред да го видиме прилогот за самочистечката боја, ве поканувам да го видите најновиот LaFerrari, кој ќе се произведе само во 499 примероци, а во себе ќе ја содржи сета технологија која е на располагање во Формула 1. Официјално представен пред 2 месеци во Женева, лимитираниот модел од Маранело наречен LaFerrari веќе е подготвен за испорака. Само 499 срекни богаташи ќе го имаат задоволството да го поседуваат и да уживаат во неговите перформанси. LaFerrari представува изведба која е наоружена со технологиите од болидите на разиграното конче, како што е хибридниот систем кој ги изразува фундаменталните вредности на Ферари, брзината и високата технологија која од секогаш била дел од оваа компанија. Веќе нема што да се зборува. Уживајте во танцот на патеката. Перењето на автомобилот на мала врата ни одзема време и значителна свота пари од домашниот буџет.
Со експериментите кои ги направи Nissan со моделот Note, можеби за секогаш ќе не ослободи од овие главобол. Имено, со експериментирање со супер хидрофобски и олеофобски бои, кои ја одбиваат нечистотијата, калта и мрснотиите, Nissan сака да го направи малиот моноволумен прв автомобил, чија надворешност сама ќе се чисти. Проектот е уште во фаза на тестирање, кој ќе трае неколку месеци, а се разгледува можноста специјалниот лак да се понуди како производ на пазарот на дополнителни услуги во автофарбарската индустрија. Технологијата Ultra Everdry прави заштитен слој помеѓу бојата на автомобилот и атмосферските услови, со што каросеријата останува чиста. Со одлука на управниот одбор на General Motors, Chevrolet се повлекува од Европа, но само од Западна Европа, бидејќи оваа марка бележи одлични продажни резултати во Русија и Украина, кои имаат голем волумен на продажба на возила. Затоа ќе ви го прикажеме новиот, односно обновениот Chevrolet Cruze, кој беше популарен и на македонскиот пазар. А веднаш зад него следува новиот трицилиндерски ТХП мотор од 130 коњски сили, се разбира бензинец, кој е првиот нисколитражен мотор, бензински мотор на групацијата PSA Peugeot Citroën, кој ги задоволува Euro 6 нормите. Не само Euro 6 нормите, туку според декларацијата на производителот, овој мотор ќе троши дури 23% помалку гориво од актуелниот 1,4 литрен мотор со само инжекшн. Обновениот изглед на Cruze малку подсетува на поголемите Impala и Malibu и оддава впечаток на лимузина достојна на средната американска класа. Дизајнерските измени, ограничени на предниот дел, покажуваат значителна доза вложен труд во стилската обработка на двојната маска, како карактеристичен заштитен знак на моделите на Chevrolet, заокружени со хромираните детали, измените на браникот и додавањето дневни лед светло. Задниот дел изгледа скоро идентично, а внатрешноста во оваа финална рунда обновување на Cruze е дополнителна со одредени функционални и бројни технички додатоци, интересни повеќе за американците отколку глобално. Меѓу нив се можноста гласовно да се одговара на примените SMS пораки и интегрираниот Wi-Fi hotspot во OnStar системот за комуникација од најновата генерација. Подобрување има во поглед на употребените материјали и изменетите контроли кои сега се поинтуитивни. Кога сме на глобален терен, да напоменеме дека сите сегашни информации за обновениот Cruze се поврзани со верзијата која се продава во Северна Америка. Chevrolet не ја објави оваа вест во Европа, така што не знаеме кога или поточно кажано дали воопшто овој модел ќе се појави и на стариот континент. За разлика од Европа, верзијата на Cruze наменета за Азија, која беше промовирана на салонот во Пекинг, има поинакви стилски решенија поблиски до тамошниот, но и до европскиот вкус на купувачите. Можно е за тамошниот пазар да биде задржана и сегашната генерација, која ќе се продава како Cruze Classic. Измените на Cruze, General Motors ги проследи со инвестиција од $50 милиони во фабриката во Лордстаун, Охајо, каде се произведува американската верзија. Според најновите информации од низините производствени ленти, имаат излезено повеќе од 1 милион возила од овој модел, кој е единствен нејзин производ. Доколку некого го интересира, моторните варијанти на Cruze за Америка ќе останат исти. Во понуда и понатаму ќе бидат 1,8 литарскиот атмосферски мотор со 138 коњи, исто толку моќен 1,4 литарски турбомотор и 2-литарскиот дизел со 151 коњска сила, кој неодамна на Cruze му ја донесе титулата дизелски автомобил на годината во Америка. Опременоста е поделена на 4 нивоа, додека цените на сегашниот Cruze во Америка започнуваат од $17,345, односно $12,490. Сите верзии на Cruze во Соединетите Американски држави имаат по 10 воздушни перничиња како дел од сериската опрема. Новата генерација на овој успешен модел на Chevrolet, која ќе биде поставена на сосема нова платформа, се очекува за година и пол до 2.
Првите два мотора од оваа генерација беа представени во 2012 година. Тоа се еднолитарскиот со 68 и 1,2 литарскиот со 82 коњски сили, и двата со атмосферско напојување. Сега во пресред на Евро 6 нормите за загадување кои ќе стапат на сила во септември годинава, PureTech гамата е дополнета со турбо верзијата на поголемиот мотор. За прв пат понуден во Citroen C4, овој мотор со ознака THP 130 е првиот бензински Евро 6 мотор на француската групација и како таков има задача да ги постави стандардите според кои ќе се водат идните производи. А тие не се така лесно достижни. Во споредба со агрегатите кои ќе ги замени, THP 130 е за 23% поекономичен и поеколошки. Изразен во бројки, Citroen C4 со него ќе троши 4,8 литри гориво на 100 км и во атмосферата ќе испушта 110 грама на километар CO2. При тоа перформансите воопшто не се компромитирани. Напротив, 130 коњски сили, максималниот вртежен момент од 230 Нм кој е на располагање од 1750 вртежи, му овозможуваат на францускиот хеджбек максимална брзина од 199 км на час и забрзување до 100 за 10,8 секунди. Citroen тврди уште и дека возењето со него го донесува задоволството на ново ниво и исполнува со жар и виталност. Затоа секако придонесуваат и помалата тежина на возилото и 6-степениот мануелен менувач, кој засега е единствена опција. Сепак, најголемата заслуга оди на сметка на технологиите што се искористени кај овој мотор, директното секвенционално и 3-степено вбрзгување на горивото во цилиндрите под притисок од 200 бари, варијабилната работа на вентилите, турбокомпресорот со мала инерција, способен да се врти и до 240.000 пати во минута. Сето ова придонесува за оптимизирано согорување на горивото и идеален баланс помеѓу силата и вртежниот момент на ниски вртежи, а ефикасноста дополнително е подобрена со намалување на загубите на енергија, со намаленото триење и подобрената термика на моторот, што пак директно влијае и на векот на траење. Во поглед на тоа, французите не ја пропуштија приликата да кажат и дека PureTech семејството мотори на PSA Peugeot Citroen е конструирано, развиено и се произведува во Франција и дека за неговиот најнов член се потрошени 25.000 часа на тестирање, за кои се поминати повеќе од 1,6 милиони километри. Со представувањето на Куга, Форд влезе во нов сегмент што се однесува на европскиот пазар. Сегмент наречен компактни спортско корисни возила. Куга за кратко време доживеа свој рестайлинг, каде што на предницата не беа направени големи измени, само на маската на ладилникот и на предниот браник, додека задниот дел е комплетно сменет. Исто така незиното должина е за 8 см продолжена, а во внатрешноста е направена измена на материјалите и со тоа Куга делува сега како да е од премиум сегментот. Новата Куга е кросовер од средната класа, чии квалитети ги надминуваат оние на претходникот. Таа е глобален производ што ја користи платформата Global C, има добра селекција на мотори и добро тестирана механика. Со втората генерација Ford сака да се наметне на пазарот, решавајќи многу недоумици кои беа воочливи кај првенецот. Со зголемувањето на димензиите, вкомпонирани се техничко-технолошки решенија од арсеналот на куќата, со кои новата Куга се одвојува од останатите присутни на пазарот. Само да подсетиме, како главни конкуренти се јавуваат Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan и Audi Q5, модели кои оставија значајна трага на пазарните удели. Со голема среќа, Ford добро ја научи лекцијата, па како најголем недостаток се зема изгледот на каросеријата. Иако продолжена за 8 см, новата Куга дизајнерски во многу нешта наликува на претходната, но со интервенции кои ја прават да делува далеку посериозно.
таквиот впечаток се пренесува и во внатрешноста каде големо внимание е посветено на деталите. Бидејќи долго време редовно тестирам и возам Фордови модели, забележав една извонредна работа, а тоа е високото ниво на завршна обработка, квалитетот на употребените материјали и севкупното чувство во интериерот. Нема ниту малку да сгрешам во заклучокот дека изработката на Куга е во ниво на адекватните модели во премиум сегментот. Од затворањето на вратите преку пластичните површини, ергономијата, употребливоста, опременоста, па се до чувството кое го остава севкупниот спој на елементите. Кога на ова ќе се додаде извонредната управливост и динамичност, кои се традиционално на високо ниво кај Форд, на задоволството нема крај. Новата Куга е посветена на купувачи кои знаат што сакаат и што им треба. Куга ја покренува добро познатиот дволитрен TDC и Common Rail мотор, познат по бројните модели на Форд. 4-цилиндрашот развива 140 конски сили и 320 Нм вртежен момент, расположлив од 1850 вртежи во минута. Турбодизелот овозможува многу добри перформанси, а меѓу забрзувањата се доволно уверливи и за енергично возење на отворен пат. Меѓутоа, тој воодушевува со неговото гладко работење и добрата звучна изолација, што спречува изразена бучавост да пробие во кабината дури и при поголеми брзини. Прецизноста на серискиот 6-степен менувач е за пофалба, особено неговите куси и добро пресметани одови. Спротивно на тоа што во однос на фокусот има повисоко тежиште и маса поголема од 300 килограми, Куга, како и секој модерен Форд, во возењето се истакнува со извонредните возни карактеристики. Одличното, независно подпирање дозволува динамично возење во свијаци, која е повеќе својствена за компактните отколку на спортско корисните возила. Начинот на кој Куга поминува низ свиоците на возачот му влева доверба. Прецизниот и сосема комуникативен сервоуправувач едноставно мами насмевка на лицето, односно пружа големо задоволство во возењето. Форд ја отфрли електрохидравличната Haldex спојка во корист на нова солуција која е развиена од собствените потенцијали. Употребата на електронски контролираното квачило значи дека и до 100% од силата може да се прати на задните тркала, а стандардно остварување е интелигентниот електронски систем за векторирање на вртежите. Во возењето на новата Куга се чувствува зголемувањето на димензиите, но таа е фантастично компонирана. Со малку усукување на каросеријата, одличното подпирање и прецизното управување, вистинско задоволство е да се биде зад управувачот. Во нашиот иницијален тест со Форд Куга поминавме 1518 километри. Во оваа дистанца 1/3 поминавме на отворен пат. Во инает на погонот на сите 4 тркала, кој е перманентен, овој модел не троши многу гориво. За сега просекот ни е 7,9 литри на изминати 100 километри. Но ќе повторам дека поголемиот дел од возењето од овие 1520 километри ги поминавме во градски услови на возење. Исто така сакам да напоменам дека прегледноста, но и квалитетот на изработката и употребените материјали насекаде се забележува. Па можам слободно да заклучам дека Форд во својата намера да стане производител кој е рамен на премиум марките има успеано. Тоа се однесува до манипулирањето на Куга во градски услови, немам големи забелешки, освен кога сте на тесен простор поради малиот аншлаг кој е типичен за сите спортско корисни возила, приморани сте да манипулирате повеќе пати со возилото за да успеете, еве да кажам, да свртите еден круг, но како што реков, тоа е одлика на сите модели кои се од класата на спортско корисни возила.
Овој модел Ford Kuga со дволитрен TDC мотор и погон на сите тркала во изведба титаниум ние ќе ја возиме во следните 12 месеци. Па затоа ќе имаме можности да ја возиме во сите сценарија за кои е предвидена да се вози. Значи ќе ја возиме не само на отворен пат, туку и на терен, а се разбира дека ние перманентно ќе ве известуваме за нашите заклучоци за ова спортско корисно возило. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Се гледаме во следното за 14 дена во истиот термин. До тогаш ви посакувам добро здравје, добро расположение и до гледање.